во Струмица традиционално ќе содржи манифестацијата Средби под јаворите. Утро во деталите ги дознаваме од Ксенија Маказлиева Трајчева. Ксенија, добро утро, како сте утрово? Добро утро, поздрав до сите гледачи утрово што не следат. Библиотеката е темел на писменоста. Годинава во чест на Павлина Цунева Маказлиева се доделува и признанието библиотекар на годината. Што значи професијата библиотекар? Професијата библиотекар е многу важна во целокупното општествено делување, посетите на библиотеките, членувањето во библиотеките, но е и предизвик во денешно време да се одлучиме како и на кој начин да ги привлечиме читателите да бидат во библиотеките, почнувајќи од тие најмалите па до најголемите, но секако читателите се регрутираат нели од најмала возраст, затоа посебно внимание се посветува на најмладата читателска публика. Признанието Павлина Цунева Маказлиева е воспоставено веќе 5 години и во последните 5 години ги прогласуваме најдобрите библиотекари, особено тие што работат со деца, со најмладата популација, како во јавните библиотеки, така и во училишните библиотеки. Ова е единствена манифестација во Македонија која што обрнува внимание токму на професијата библиотекар, која некако незаслужено е ставена малку во сенка, а е многу важна, бидејќи знаеме дека читањето и стекнувањето читачки навики е многу важно и дека нема нели посилен од човекот кој што знае. Со поддршка на библиотеката во Струмица, со поддршка на организациониот одбор на манифестацијата Средби под јаворите Виде Подгорец и просветно дело, веќе функционира оваа награда и интересот е поголем од година во година, дури веќе имаме и пријави од регионот, не само од Македонија, затоа што сите оние кои што се занимаваат со библиотекарство знаат колку е важна оваа професија. Исто така соработуваме и со библиотекарското здружение на Македонија, така да при доделувањето на наградите ќе имаме и советување кое што предвидува споделување на добри практики во областа на библиотекарството. Наши предавачи ќе бидат професор доктор Мариета Петрова од Педагошкиот факултет во Скопје, таа ќе презентира Монтесори практики како може да се применат во библиотеките, и доктор Милена Ристова Михајловска од Универзитетот во Штип, Гоце Делчев, која што ќе ни направи еден пресек од почетокот кога всушност се воспоставуваат библиотеките, па до денес една паралела како било некогаш, како е денес и која е еднината на библиотекарството. Верувам дека помладите генерации ја сакаат оваа професија. Споминавте вие, тоа е темел всушност на писменоста. Конкурсот за библиотекар на годината веќе затвора. Да, конкурсот измина вчера, меѓутоа знаете секој се случуваат некои технички проблеми, така да ќе почекаме уште некој ден, еве уште денес, утре, задутре, да видиме да не ни пристигне уште некоја пријава. Комисиите ќе работат во текот на викендот и ќе видиме кој оваа година ќе го понесе ова веќе реномирано признание за најдобар библиотекар. Важно е да кажеме дека критериумите се можеби високи, меѓутоа не се однесуваат само на едногодишно работење на библиотекарот кој што конкурира, туку се зема во предат целата негова работа, негов работен век, што и како направил во областа на библиотекарството, затоа што верували или не има многу слоеви во библиотечната дејност. Библиотеката не е само седење на пулт и издавање книги, него е многу повеќе од тоа, поготово што и библиотекарите се обидуваат да се прилагодат на ова дигитално време, па внесуваат и такви содржини, така што на вистина имаме голем исчекор во библиотечната дејност. Наши гости ќе бидат и библиотекари од неодамнешното одржана конференција на библиотечното здружение, значи најинтересните предавања ќе бидат и во Струмица, ќе бидат споделени со наставници, со библиотекари, со воспитувачи, затоа што книгата е присутна во целиот процес на воспитно-образовната работа, почнувајќи од градинка, завршувајќи до факултетите.
Да, ова е манифестација која пред се ги обединува децата, сакаат да се дружат меѓутоа и да запознаваат нови другарчиња, меѓутоа да се дружат и со писателите кои што секоја година се присутни на оваа манифестација. Така, Средби подјаворите Видо е Подгорец е манифестација која што ја основа познатиот писател за деца Киро Донев, воедно и голем пријател на Видо е Подгорец, и во спомен на Подгорец ете така е и таа манифестација воспоставена пред повеќе од 20 години. Меѓутоа последните 5 години е возобновена и е даден еден и национален и меѓународен карактер, така што на сите наши конкурси, затоа што имаме повеќе конкурси, освен овој за најдобри библиотекари, имаме литературен конкурс во чест на Подгорец, литературен конкурс во чест на Киро Донев и конкурс за наставници кој предвидува изработување на ИКТ или дигитален проект во кој што се промовира творештвото на Подгорец. Овој конкурс најде на голем интерес кај наставниците, затоа што ретко има конкурси за наставници кај нас, кај што тие можат да ги покажат своите вештини, своите способности, своите методики и дидактики кои ги применуваат на час, а ова е сега нели со цел на промовирање на творештвото на Подгорец и тоа навистина предизвика голем интерес и добиваме многу интересни такви проекти кои што од друга страна веќе стануваат и образовни ресурси, особено кога се работи Подгорец како лектира, веќе наставниците имаат што дополнително да понудат на часовите и да ги запознаат децата со ликот, делото и творештвото на Подгорец. Конкурсите завршија сите вчера, имаме голем одзив за среќа и комисиите кои што ќе работат на сите 4 конкурси, вклучувајќи ги нели библиотекарите, навистина ќе имаат тешка работа. А креативни наставници, креативни деца, очекувате ли голем број на дечиња годинава на манифестацијата? Секогаш завршниот дел на манифестацијата е во Колешино, во родното место на Подгорец, во тамошното училиште кое што го носи неговото име, кој што има прекрасен двор и одлични домаќини се вработените во Видо е Подгорец. Не доаѓаат дечиња од цела Македонија и од регионот, значи не доаѓаат само наградените. Веќе неколку години наназад не доаѓаат организирано деца и наставници од цела Македонија со цел да бидат дел од манифестацијата, затоа што во самата манифестација се предвидени работилници. Децата цртат, креираат, творат тука на лице место и тоа е предизвик и за големите и за малите. Тука се и писателите за деца, имаме и илустратори за деца кои што работат со нив и тоа е секако едно посебно доживување, а имајќи во предвид дека Подгоријата е многу живописно место, нели тука се и Колешинските и Габровските водопади и тоа е веќе и уште еден мотив плюс да се дојде во Колешино и да се запознае тој преубав крај под планината Беласица. Да, вие го споменавте и Киро Донев, а кога сте во негово друштво, се разбира секогаш има смеа, го паметиме сите или и ние повозрастните генерации, секогаш убаво со него, верувам дека и помладите ќе се поминат година уште побаво. Да, со Киро Донев никогаш не е досадно каде и да сте. Неговите предизвици, неговите забелешки секогаш се нели со хумористична нота и токму затоа и конкурсот кој што е распишен во негова чест е хумористичен конкурс и децата имаат задача да творат хумористична поезија и тој конкурс е секогаш на интересен за комисијата затоа што е навистина весел и забавен, така што тој ќе биде со нас секако, ќе ги споделува своите искуства со дружбата со Подгорец, меѓутоа и за своето творештво, меѓутоа тој често пати знае да каже епа сега јас веќе треба да се откажам од пишувањето кога имаме вакви добри млади таленти, тоа е секако нели предизвик плюс за младите да творат и да останат во поетските води. Да, се останува на помладите. Благодарам многу на одвоеното време, убава можност да се посети на почетокот на јуни Струмица. Да. Ви благодарам многу за поканата. 6, 7 и 8 јуни Средби подјаворите Видо е Подгорец и оваа година ќе се одржат во Струмица и во Колешино, отворена покана до сите кои што сакаат да бидат со нас. Ви благодарам уште еднаш, убав ден на сите.